Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. И додека утрово институциите пред новинарите дискутираа за тоа што се случи и кој е одговорен за хаваријата и епидемијата во Гостивар, настаната од загадувањето на водата, прилеп се организира за помош со вода за граѓаните на Гостивар. Пунктот е поставен пред камената бина. Силниот ветер, кој се движеше со брзина од 80 км на час, сруши неколку дрва и гранки во парковите и дрворедите. Комуналците утрово беа на терен во санирање на состојбата. Прилеп денеска дише во нормала. Комуналците на висина на задачата со чисти улици и чисто централно градско подрачје. Повтор пат на 31 јули во Прилеп ќе се одржи хип-хоп и рап фестивалот во Прилеп во организација на Перспектива Рекордс. Времето денеска сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност и температура до 37 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. И додека утрово институциите на пресконференција дискутираа за тоа што се случи и кој е одговорен за хаваријата и епидемијата во Гостивар, настаната од загадената вода. Прилеп се организира за помош со чиста вода за граѓаните на Гостивар. Пунктот е поставен пред камената бина. Во овие моменти кога жителите на Гостивар се соочуваа со последиците од неисправна вода за пиење, Прилеп покажа својата хуманост и солидарност. Пунктот во организација на општина Прилеп за донирање и помош на вода за жителите од Гостивар е сместен до камената бина. Граѓаните ќе можат да донираат вода во наредните 2 дена. Секој донирано шише вода е значања помош и директна поддршка за семејствата од Гостивар кои во моментов се соочуваат со оваа состојба. Да покажеме дека Прилеп знае да подаде рака кога е најпотребно и дека заедно можеме да помогнеме таму каде што помошта е најнеопходна. Упати апел градоначалникот на општина Прилеп Дејан Продановски на својот Facebook профил. Силниот ветер кој вчера попла не зафати повеќе општини во државава, предизвика проблеми во Прилеп. Од попланевниот силен ветер во Прилеп имаше голем број нападнати дрва, гранки и оштетени кабли. За среќа, поголеми штети во Прилеп нема. Екипите на јавното комунално претпријатие Комуналец вчера и денеска ги отстрануваа дел од оштетените дрва и гранки во парковите за безбедно движење на возилата и пешаците. После пивофестот, Прилеп дише во нормала. Комуналците се покажаа на висина на задачата со чисти улици и чисто централно градско подрачје. Делот она што го работеа комуналците ви го прикажуваме. Од 30 јули повторпат во Прилеп ќе се одржи хип-хоп и рап фестивалот во Прилеп во организација на Перспектива Рекордс. Што за ова вели организаторот Дејвис Пирковски. Ова година повторно ќе биде на 31 тука на истото место на летна сцена. Исто така имаме доста гости од Македонија. Овој пат ќе имаме 3 диџеи, доста познати диџеи. Се тие двајцата се од Македонија, а едниот е диџеј Сче, го познаваат младите тука, тој е доста популарен диџеј. Тој е диџеј на хаус, на гоа транс, но исто прави и хип-хоп битови и буквално е низ цела Европа пушта неговата музика се слуша. Иначе живее во Мајорка, во Шпанија. И баш некни се видовме на пивофеста, тука пушташе на бината музика и се најавме долго време видено. И самиот едноставно ми понуди, вика, значи не ми треба ни пари ни ништо, сакам да дојдам и да
да направиме заедно со диџеите. Временска прогноза. Времето денеска сончево и многу топло со температура во прилеп до 37 степени Целзиусови и со мала до умерена локална облачност. Во попладневните и вечерните часови ќе има и локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветар и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветар, а наместа повремено засилен ветар од северо-западен правец. Од утре метеоролозите најавуваат разладување. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. 2026.